Фотографии, документи и предмети кои ни доловуваат какви биле еврејските свадби во Македонија помеѓу двете светски војни, за прв пат достапни за јавноста, преку изложбата Мазалтов, поставена во Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија. Идејата за истражување на оваа тема започнала во периодот на пандемијата, за време на карантините. Тоа ја отворило можност, простор и шанса на авторката на изложбата, магистар Жаклина Мучава, да ги насочи своите мисли и подлабоко да нурне во културното наследство. И ја прашавме зошто се одлучила токму за оваа временска рамка. Се определив за овој период од проста причина што сметав дека најмногу материјал имам токму во овој период, бидејќи 43-та евреите од Македонија се депортирани и ретко нешто останува, или е тоа уништено, или останало кај соседите, па со отварањето на Меморијалниот центар го земавме кај нас, ни го предадоа, така што она што останува како материјал во нашето депо и еве за прв пат има виделина, се токму овие фотографии, документи и предметите кои што ги имаме изложено. Морам да кажам дека во предметите спаѓаат еден невестински сандак и чеизот невестински, рувото, кој што за жал нема некоја карактеристика која што зборува дека бил чеиз на некоја еврејка невеста. Зошто? Затоа што доаѓа до мешање на културите. Тие долго време живееле заедно со сите останати етникуми, па везовите и се она што значи рачна изработка, некако се претопувало едно со друго и забележуваме карактеристики во везовите кои што ги има и во македонските везови, односно во чеизовите на македонките невести. Но од друга страна Мучава преку црно-белите семејни фотографии на неколку еврејски семејства, како и низ нивните сведоштва, ни ги доближува обичаите на венчавките кои се негувале на ова поднебје. Она што е карактеристично за еврејските свадби, многу од луѓето го виделе во филмовите. И веќе спомнам два елементи, тоа се балдехинот или хупа и кршењето на чашата. За жал во фотографиите кои што ги презентираме ние ги нема тие елементи од проста причина во тоа време луѓето оделе во фотостудио и таму се фотографирале, ретко имаме амбиентални фотографии, дали тоа било во поминување на свадбената поворка па фотографот фотографирал или некое побогато семејство па нарачувале да дојде дома фотограф. Еден специфичен обичај е ритуалното капење на невестата. Невестата оди во микве, тоа е обичај кој што и ден денес се задржал. За жал во Скопје немаме обредно купатило микве. Во тоа време оделе во Даут Пашиниот амам, значи имало сатница кога оделе еврејките во такво купатило. Тоа обредно капење всушност е знак дека невестата, девојката, жената чиста влегува во брачните води и е навистина убав обичај, карактеристично, но еврејките не оделе само тогаш во обредното купатило, тие го користеле Даут Пашиниот амам и со другите нивни пријателки од другите етнички заедници, особено пред празникот Шабат, кој што почнува во петок навечер и во разни други ситуации кога пропишуваат еврејските религиозни закони. Венчавките се случувале во синагогата, а за да може да се одржи служба во синагогата, потребен е минјан. Минјан е група од 10 полнолетни мажи кои што ќе присуствуваат на службата и тоа секако е дел од свадбената церемонија, каде што исто така има служба религиозна, обредна и затоа е потребен минјанот и во денешно време кога се држи служба во нашата синагога, која што се наоѓа во еврејската заедница, некои делови кога се читаат од Тората, секако мора да има минјан, доколку ги нема тие 10 полнолетни машки луѓе, се прескокнуваат делови кои што задолжително се читаат во такви ситуации.
Во рамките на оваа изложба посетителите имаат можност да видат одблизу како изгледа еден брачен договор на евреите или кетуба. Во давнешни времиња евреите почнале да пишуваат брачни договори, што не било карактеристично за другите народи. Во оваа изложбата Мазал Тов, ги имаме пишаните документи кои што останувале во еврејската заедница и во тој документ ги има сите податоци од двајцата сопружници и дни. Дури се запишувал и чеизот кој што го носи невестата и ќе биде користен во понатамошниот нивни живот, односно во бракот. Освен тој пишан документ кој останувал во еврејската заедница, постои еден убав свечен документ кој што е изложен овде, се вика кетуба, доста е колоритен, но во средишниот дел има два текста. Едниот вертикално ако се читаат, едниот е за невестата, другиот е за младоженецот и тука се пропишани правилата на однесување во брачниот живот. Тоа е карактеристично за евреите и постои со векови наназад, значи е долгогодишна традиција. Низ годините изгубени се многу форми кои не се вклопуваат во новите општествени услови. Голем дел од нив немале можност ниту да се приспособат на модерното време, појаснува авторката. За потребите на изложбата наменски бил направен невестински фустан дизајниран од професор доктор Јана Манева Чуповска. Откако ги прегледав и ги селектирав сите фотографии и сватив дека во нарацијата искажана преку се ова што е презентирано на изложбата ми недостасува една спојка на минатото и сегашноста. Таа спојка практично сакав да ја направам со невестинскиот фустан кој што е дизајниран од невестински фустани од фотографиите на паноата. Морам да кажам дека користени се повеќе детали од различни фотографии и еве се роди токму овој фустан. Зошто треба да се погледне оваа изложба? Мислам дека многу малку луѓето знаат за еврејските обичаи, не само за свадбите, генерално за еврејската култура, бидејќи многу често не поврзуваат со Холокаустот и убивањето на еврејската популација, што секако треба да се памети, треба да се повторува, но морам да истакнам, да назначам дека евреите имаат своја култура, традиција која што постоела со векови наназад, а како аманет од тие 7144 жртви ни е оставено да ја чуваме, негуваме и секако да ја презентираме во сегашноста и иднината. Изложбата Мазал Тов наскоро ќе отпатува во Битола, а во меморијалниот центар ќе може да се погледне до крајот на месец мај.